повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, нашата организација, локалниот музеј галерија, традиционално организира изложби, каде предпочитува автор да биде жена. Оваа година ќе ни се представат две млади авторки, две млади графички дизајнерки, Маријана Иванова и Симона Трипкова. Изложбата ја организираме во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, Музеј на град Скопје, со Музеум Линк, Create Network of Cities for Artistic Creation, мрежа на градови за уметничко творештво. Изложбата е насловена Калеидоскоп и опфаќа околу 30 на плакатни решенија со кои авторките учествувале или добивале награди на различни светски конкурси. Тие преку призмата на собствената уметничка естетика прават напори своите идеи да ги пренесат како сублимирана порака кон публиката и општеството во кое што сите живееме. Сепак нешто повеќе почитувани, како за изложбата, така и за биографијата на авторките, ќе слушнеме од кустос, историчар на уметност од нашата организација, господја Билјана Галабова. И на крај почитувани, би сакала од моје лично име и од името на мојот колектив, на сите присутни од понежниот пол, да ви го честитам престојниот празник. Да ви посакам уште еднаш едно топло добре дојде на отворење на уште една изложба, како што спомна директорката, и овој по повод и во чест на престојниот меѓународен празник на жената 8 март. Истовремено нормална користам оваа прилика на сите присутни дами да ви го честитам престојниот празник со желба за добро здравје. Со тоа што на изложбата ми се представуваат авторки, значи припаднички на понежниот пол, секако дека даваме уште поголем акцент и значење на овој празник. Станува збор за две наши млади графички дизајнерки, Симона Трипкова и Маријана Иванова, кои што се од нашата земја и кои што несомнено храбро чекорат во светот на уметноста и се докажуваат со својата креативност и со својот талент, како пред домашната публика, така и на меѓународната уметничка сцена. Ви кажам така накратко биографија за лицете. Симона е графички дизајнер, родена 1992 година, доаѓа од Кичево, дипломира 2013 година, а магистрира 2016 година на Универзитетот ФОН на одделот за графички дизајн. Од 2014 година таа е креативен директор на Скопје Постар фестивалот, а во периодот од 2013 и 2015 година е предавач на истиот. Дел од нејзини проекти и учество во нив. Раководител на дизајн каталог на 7, 8 и 9 Постар фестивал Скопје, потоа дизајн предлози за најгледателните 50 компании во земјата како дел од проектот производство на знаење, потоа публикација, монографија на книга на модниот дизајнер Изе Цури, учество на неколку групни изложби, како и учество на неколку работилници во земјава и надвор од ја, како во Република Бугарија и Република Србија. Маријана е исто така графички дизајнер, уметник, родена 1994 година и доаѓа од Ливица. Дипломира на Националната академија за уметност во Софија до 2017 година, каде што и магистрира. Таа е дизајнер и работи во областа на дизајн на постери, книги, илустрации, сликарство и така натаму. Има учествувано на повеќе од 45 групни изложби и на повеќе во 15 земји на светот на разни конкурси за постери. По своите досегашни достигнувања има добиено неколку награди, меѓу кои би ги издвоила втора награда на 5-тот младински пролетен салон во Националната галерија на Македонија Чифтеаман, потоа прва награда за наградниот конкурс работа во 2030 година во Поздан, Германија, и секако би ја издвоила минатогодишната нејзина прва награда за нејзиниот плакат Тетовирање, кој што победува во конкуренција од над 100 плакати на Биеналето за дизајн во Бер. Значи, како што спомна нашата директорка, станува збор за изложба на околу 30 на плакатни решенија, односно плакати. Плакатите треба да се третираат со респект кој го заслужуваат тоа не само како уметнички дела, ами како историски документи кои ми столетијата наназад сведочат за одредена култура, па дури понекогаш и повеќе од историски текстови. Тие се одраз на одреден момент во времето. Нивната интенција низ историјата нормално дека се менувала како што се менувала заедно и промените на уметничкиот свет, кои се поклопуваат со општествените промени и истовремено одговараат нормално на нивните потреби. Меѓу другото, намерата на изложените дела е да испровоцираат од гледачот пред се внимание, потоа да комуницираат со него, да го поттикнат на размислување, па зошто да не и на акција.
Овие анимации, пропратени со текст, апелираат на многу креативен и храбар уметнички јазик до јавноста, за одредени девијации, дисбаланси, неравноправности кои се случуваат глобално во секоја пора од општествениот живот. Но исто така и има пораки низ кои што проведува позитивизмот, хуманоста, убавата страна на животот. Радува фактот што овие млади луѓе сепак се свесни и за девијациите, но и за придобивките и реагираат за истите на нивен автентичен, креативен начин, при што не само што критикуваат, ни праќаат пораки за будење и освестување, реагираат, ами и подаваат рака полна со љубов за поубав свет и за поубав утре. Би го завршила овој говор, а воедно би отворила изложбата со една порака од еден нивни плакат на кој што ни е представен интергалактички пасош за планетата Кеплер, наречена Кеплер 452b, која што неодамна откриена и за која што се смета дека е многу блиска со планетата Земја и дека можеме да ја населиме и да живееме таму. А нивната порака гласи: ве молиме, немојте да мигрирате на Кеплер, ќе ја направиме нашата планета повторно да биде прекрасна. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.